Берн, Венеција и Детройт се градовите каде засега според пријавите во Државната изборна комисија најмногу ќе гласа дијаспората. Повеќе од 1000 пријави на интернет страницата на ДИК стигнале од Швајцарија, Италија, Америка, па според тоа најголем интерес за гласање има во Европа, а најмал во Австралија. Денеска на веб апликацијата на комисијата поднесени се повеќе од 10.000 пријави за гласање во странство, од нив над 8.000 се прифатени. Има и такви кои се одбиени бидејќи граѓаните место документ за привремен престој или работа издаден од странската земја испраќале документ од земјава. Тие кои нема да се пријават во дипломатските представништва можат да гласаат во земјава бидејќи голем дел од нив ги има во списокот означен со буквата Д или дијаспора. Дијаспората продолжува со повикот до иселениците да се пријават за гласање. Единствениот начин да ја извлечеме нашата татковина од длабоката политичка криза во која се наоѓа е да излеземе во што поголем број на гласачките места и да го изразиме нашето демократско право на глас. За разлика од претходните избори, овој пат мораме да имаме фер надпревар, чиј резултат ќе биде недвосмислено признаен и од победникот и од поразениот. За таа цел, обединетата македонска дијаспора, како и пред секои избори, упатува апел до политичките партии да ги почитуваат законските и етичките норми, како во предизборната кампања, така и на денот на изборите, стои во соопштението на обединетата македонска дијаспора. Ако се земат во предвид изборите од 2014-та, најмала излезност имаше во 6-та изборна единица. Тоа значи, а според договореното во пржино, за еден пратенички мандат од дијаспора се потребни околу 6500 гласови.